По одземањето на предметите Талир и откако беше изфрлена од трката за главен државен обвинител, Ленче Ристоска реши да се повлече. Поднесе оставка од обвинителската функција. Ваквиот потек на некогашната ударна тупаница во СЈ обвинителката Ристоска доаѓа како резултат на, како што вели таа, долгогодишните притисоци, обструкции и неодамнешните одлуки на Советот на јавни обвинители и државниот јавен обвинител, со кои се одземаат предмети на кои работи изминатите години. Ристоска во писмото упатува критики до системот, посочувајќи дека нејзиниот интегритет бил директно нападнат. Низ годините бевте сведоци на многу од тие случувања. Влијание врз сведоци, вршење притисоци, менување на законски решенија, чување предмети во фиока и застарување на предмети. Сето тоа не ме спречи да опстојам во моите заложби, па јавно ги критикував состојбите во правосудството без оглед на општествено-политичкиот контекст и без калкулации за последиците по мојата кариера. Републичкиот јавен обвинител Ненад Савевски изрази жалење за оставката на Ристоска, која преку СМС го известила дека си заминува. Изразувам жалење за одлуката на колешката Ристоска. За ваквиот чин и од неа лично бев известен преку СМС порака по поднесување на оставката, а за причините за истата дознав од медиумите. Оставката на Ристоска предизвика реакции во јавноста и на политичката сцена. Од ВМРО ДПМН најавила дека денеска е ден на жалост за рекет обвинителите, но и ден на надеж за правдата во државата. Ристоска беше дел од истото СЈО кое беше водено од рекет дружината на Катица Јанева, кој дрпаа народни пари на име хонорари од СЈО и кој прерасна во машина за политички прогон. Само треба да се проследи изјавата на обвинителката Лејла Кадриу, која сведочи за тоа дека Заев и Шекеринска лично оделе навечер во СЈО на Катица, Ленче и Лиле Стефанова и селектирале предмети за политички прогон. Од опозицијата не ја коментираат оставката на Ристоска, туку го критикуваат новиот јавен обвинител. Новиот јавен обвинител Савевски, откога е дојден на функцијата, работи исклучиво по нарачка на Христијан Мицковски. Како што и претпоставувавме, Мицковски и овој пат лаже, кога вели дека не го познава и дека биографијата била пресудна. Изгледа дека нашите сомнежи ќе се покажат како реални. Ленче Ристоска е една од трите обвинителки, познати како Чарлиевите ангели во поранешното специјално јавно обвинителство. Таа беше дел од тимот што ги водеше клучните истраги под водство на Катица Јанева за висока корупција. По распадот на СЈО, таа ја продолжи кариерата во редовното обвинителство за организиран криминал.